Почитувани, Општина Куманово е само алатка за остварување на приватните бизнис интереси на градоначалникот Максим Димитриевски и неговиот кум Драган Митевски. По скандалот со продажбата на земјиштето кај поранешен ЧИК, излегува нов сомнителен случај, нов скандал, нова шема со станови вредни околу 140.000 евра. Одиме поред. Во 2010 година Максим Димитриевски купува 10.000 метри квадратни земјиште за 10.000 евра, односно по 1 евро за квадрат. Еве го документот. Тогаш не е градоначалник, но токму ова земјиште подосна кога станува градоначалник е клучна алатка за ова сомнителна шема. Во меѓувреме, компанијата Евгенија План до УВОЗ-извоз Куманово добива дозвола за градење и гради зграда. Но подолг период, од непознати причини, оваа компанија не можела да добие технички прием. Димитриевски станува градоначалник. Компанијата повторно не добива дозвола за технички прием, се до моментот кога кумот на Димитриевски купува 2 стана во зградата од по 97 квадрати. Потоа, техничкиот прием е одобрен. Еве го купопродажниот договор за 2 стана од по 97 квадрати на кумот на Максим Димитриевски од август 2022 година. Само неколку месеци потоа, истата 2022 година, еден од тие станови кумот му го префрла на Максим Димитриевски со размена на недвижност. Ама не за реалната цена од околу 70.000 евра, туку за само 2.500 евра. Како е можно стан во Куманово од 97 метри квадратни да го добие Димитриевски за само 2.500 евра, преку размена за 1/4 од ливадата купена во 2010 за 1 евро по квадрат? Значи, Димитриевски се стекнал со стан во Куманово од 97 квадрати, вреден 70.000 евра за само 2.500 евра. Овој скандал отвара сериозни прашања за можна корупција, перење пари и судир на интереси кои мора да бидат расчистени целосно. Дали станува збор за перење пари? Дали ова дел од коруптивната шема поврзана и со техничкиот прием на зградата? Дали градоначалничката функција е злоупотребена за приватен профит? СДСМ бара итна истрага од надлежните институции. Куманово заслужува честно раководство, а не стамбени афери и злоупотреби. Јасно е дека Димитриевски не работи за Куманово, туку за себе и блискиот фамилиарен интерес, во неговиот близок фамилиарен круг, но Куманово не е негова семена компанија.